почитувам председавач. За време на нашиот поднесен амандман дискутиравме и образложувавме зошто е погрешен пристапот, зошто е несериозен пристапот, зошто е неадекватен пристапот и како може воопшто да имаме предлог за измени на законот без при тоа да имаме пред нас или пред предлагачите договорот кој што е склучен. И сега понатаму како ќе се движи расправата, прашањата ќе се редат едно за друго. Нелогични ситуации, проблеми, можни штети, можни спорови, кои што ќе чинат и време, и пари, и рейтинг на државата, само ќе се множат. Еве, да направиме и чекор напред и да се обидам, иако имав и други аспекти што сакав да ги офатам, ќе се обидам да го респектирам предлог амандманот на колегата и да продолжам таму кај што тој застана. Дали предлагачите наши ни кажа зашто ќе им бидат термални води CO2 естествено во однос на изведувачот? Дали имаме потреба за изработката на автопатот? Како ќе ги искористат тие минерални суровини? Добро е што не ги ставиле и благородните метали, диаманти, рубини, таму што имаме друго наведено. Биејќи соодветно, некој ќе каже дека отпадот што се врши, што се создава при експлоатацијата на благородните минерални суровини, може да се искористи на трасата во замена за чакал, песток, дробен камен и така натаму. Немаме овдека ние квалитетна дискусија. Немаме воопшто одговор, биејќи не знаеме кои се вистинските мотиви на кои што се поднесуваат овие предлог законски измени. Што ќе се случи хипотетички? Можеме да нагаѓаме до рано наутро. Зашто се пропишани постапките за издавање на концесии? Дали треба државата да има некој бенефит? Што доколку во договорот стои дека инвеститорот, во овој случај ЈПДП, откако ќе го добие на брза трака барањето без никакви проверки, нема таму детална постапка направено, што ќе направи владата, односно комитетот, откако ќе го добие барањето? Бидејќи нема ништо. Ниту една институција не се прашува, ниту едно тело не дава мислење, ниту еден орган не дава согласност. Све се остава на неговото величество Артан Груби, како ќе каже он, така ќе се спроведе. И до сега барем така беше. Нека биде Артан Груби како кликата меѓу СДСМ и ДУИ. Не мора како лично да го гледате. Но јас го гледам како проблем. И за нас, и за вас. Како предлагачи, бидејќи утре ќе треба да реферираме. Утре ќе испаднат проблемите. Секој клейм на Бехтел и Енка нас ќе не чини милиони. Наречете го како сакате. Пенали, дополнителни трошоци, тоа ќе биде пат на рейтингот на државата, тоа ќе биде едно лошо дело на една влада на Република Македонија. Каква или таква? Континуитетот треба да се запази. Тоа ќе остане како црно петно понатаму. Убаво прашање беше и по однос на барањето, што ќе прави ЈПДП со барањето? Дали е пропишено што треба да направи? Има ли таму одговорно лице? Па и да е кадар на ДУИ. Треба ли да го пуштиме по вода човекот? Бидејќи така му е наложено да лежи затвор. Кој има право со ископаните минерални суровини, какви да се? Како е да го направи? Еве, аутсорсинг ќе го спроведе. Треба ли да направи постапка? Каква постапка ќе направи, доколку вие ги суспендиравте сите постапки претходно со измениве на законот? Ќе треба ли да плати пари ако иде на аутсорсинг? Негови ли се парите? Дали ДКСК и за тоа ќе понесе постапка? Дали ДЗР ќе даде негативно мислење? Дали обвинителство ќе понесе предмет? Не денеска, утре. Па тој е човек пред се, со своја одговорност која треба да подпише. Што доколку се разбуди совеста, човечноста или неговата фамилија, на крајот најблиските луѓе? Му рече што правиш? И истиот тој човек рече да, јас неќам да лежам затвор. Нема да го подпишам, нема го спроведам. Дали нема тоа да ги даде директно спротивните ефекти, контраефекти од ова што е првичната замисла? Еве, верувам, да речеме хипотетички, на вашите најискрени, најчисти намери. Тоа двојно ќе одложи постапката. Ќе не стави во правди лавиринти, од кои што нема излез. На крајот на криштата и постојното законско решение не дошло никаде и тоа е еволуирало преку низа на други преходни закони, законски измени, дискусии бескрајни во ова собрание, дискусии во владата и така натаму, се дошле до точка каде што било направено.
И повторно ќе кажеме за јавноста, знаеме за оние што не пратеа, имаше два става. Војниот став си е регуларната постапка, со јавен повик, со електронски аукции и така натаму, и имате уште една скратена постапка за посебен интерес, за големи проекти, специфични проекти, кај што си е детално објаснета и дефинирана постапката како во скратени рокови би биле издадени согласностите, како ќе се користат, како ќе се превидираат штедите, кои органи, кои институции ќе бидат прашани за мислење, ќе дадат согласност и ризикот од штети по нашето културно, национално, природно благо не би било загрозено, или би биле тие ризици сведени на минимум. И ние преку тоа све газиме, прашањата се множат, одговори немаме никакви. Мене не ми значи искрено утре да каже некој во право беше, ако е штетата веќе направена. А при тоа нагласувам дека штетата е направена со склучувањето на договорот. Тој договор веќе продуцира правни обврски за оваа држава. И доколку ние овдека не се усогласиме, барем да имаме некаков став кај што ќе речеме со овој пристап овде, барем овие предложени неколку решенија, би можеле да минимизираме штетата. Од она што го знаеме. Под услов, некој што го видел договорот дека бил иницијатор барем на овие предлог законски измени. А што се има внатре во договорот, можеме само да предпоставиме. Да нагаѓаме, да се плашиме или да се фалиме, како сакате секој од свој аспект. Но еве кажав само еден агол од овие две работи што произлегува од расправата, какви све последици можеме да имаме. И човечки, и кадровски, финансиски, и конечно од аспект на имплементацијата. Не знам како ќе се движиме, не знам што све ќе произлезе од оваа дискусија, но знам дека логиката ја нема, а ќе повторам она што кажав многу пати претходно, таму кај што завршува логиката, таму почнуваат интересите. Благодарам. Благодарам, колега Јавевски. За реплика се има